Почитувани, ова денес што го говорам не е за политички поени или дека по автоматизам треба да се критикува се она што доаѓа од владата, туку дека според објективни параметри ова нема да ја залечи економијата, а кризата ќе се продлабочува. Мерките за стопанството и граѓаните кои ги донесе владата се причина за огромна и сериозна загриженост дека не чека црна и тешка економска криза. Помошта која дава владата не само што е задоцната, прекасна, туку и недоволна. Пакетот мерки е огромно разочарување за граѓаните и бизнисот. По втор пат. Ова е далеку од доволно. Кога состојбата не би била трагична, сигурно некој ќе каже дека владата се шегува со вакви мерки за стопанството. Не викам дека нема поединечни мерки кои не се добри и нема да помогнат, но и викам и тврдам дека целиот пакет за помош не е вистински и не е доволна помош која му треба на стопанството и граѓаните. Овој пакет нема споредба со она што го нудат државите од регионот. Србија помошта од 5 милиарди евра ја понуди кон граѓаните и бизнисот. Словенија 3 милиарди евра, Грција 6,8 милиарди евра и така натаму. Во Словенија сите самовработени од погодените бизниси ќе добијат помош од 700 евра, а државата ќе им ги плати и придонесите. 150 евра ќе добијат и сите редовни студенти во Словенија. Додаток на плата од 100 евра ќе добијат и семејствата со 3 и повеќе деца. А оние кои ќе имаат дури и повеќе од 3, ќе добијат помош од 200 евра месечно. Србија најави помош по 100 евра на секој возрастен граѓанин. Тоа се околу 520 милиони евра. А со цела минимална плата ќе ги помогнат индивидуалните бизнеси. Ова е како се справуваат државите околу нас, а нашите мерки се далеко од доволни. Ова што сега како анализа ќе го кажам, нема да го слушнете на пресот на Заев и нема да го слушнете на пресот на Оливер Спасовски. Имено, ќе започнам од првата и суштинска мерка која што треба на сите најпогодени компании од пандемијата и од економската криза да им субвенционира по 14.500 денари трошоци за ликвидност, кои што понатаму би ги искористиле компаниите во месеците април и мај, односно најдосна до 15 мај да бидат исплатени за месецот април, односно најдосна до 15 јуни за месецот мај. Чудно, зошто не се споменува месецот март, бидејќи военната состојба и сите оние компании кои што се погодени од оваа пандемија и кои што практично го затворија бизнисот, се жртви на пандемијата и ги чувствуваат последиците уште од месец март, а вработените во тие компании, во тие бизниси, треба да добијат плата за месец март, која што би се исплатила во април, а собствениците на тие бизниси, бидејќи остваруваат приход нула, во овој момент не знаат како да ги обезбедат обврските кон вработените, кои што и онака не одат на работа и не работат поради пандемијата која што ни се случува во државата. Затоа, оваа мерка не само што нема да помогне во справување со кризата на бизнисите, туку дополнително ќе ја отежни работата на компаниите, бидејќи практично државата ги остава сами на себе, собствениците на бизниси, 2 месеци, почнувајќи од 15 март до 15 мај да се снајдуваат како знаат и умеат, за да бизнисите обстанат и да ги задржат вработените во тие бизниси. Она што исто така нема да го слушнете во пресот на Зоран Заев и Оливер Спасовски е следната реченица, а тоа е дека субвенцијата најмногу изнесува 14.500 денари месечно по работник, сразмерно на остварените ефективни часови поминати на работа. Што подразбира ефективен час поминат на работа? Неделно тоа се 40 часа, дневно се 8, а месечно 160 часа. Имајќи предвид дека военната состојба ќе трае до средината на месец април, а најверојатно, како што стоја за жал работите, ќе биде продолжено уште за 1 месец. Тоа значи дека вработените ќе имаат 0 ефективни работни часови во месец април. Или тоа ќе значи дека компаниите за кои што работат овие вработени со 0 ефективни работни часови во месец април, ќе не можат воопшто да ја користат оваа поддршка од 14.500 денари. Она кое што исто така не загрижува е што
пандемијата може да потрае во месец мај. И воредната состојба да биде продолжена и во месец мај. И повторно, вработените во овие компании во месец мај да остварат 0 ефективни часови, што значи дека компаниите и за месец мај ќе не може да ги користат овие 14.500 денари. Или, да поедноставиме, поради воредната состојба, вработените во компаниите не остваруваат ефективни работни часови, што значи дека, како што е уредбата овдека напишана, како што е член 3 став 1, тие компании ќе не може да ги користат ниту овие скромни 14.500 денари. Она кое што исто така е значено да се спомене, а кое што нема да го слушнете во пресод на СДСМ и Зоран Заев и на пресод на Оливер Спасовски, е фактот дека компаниите кои што исплатиле бонуси на доместоци и дивиденда не можат да ги користат овие средства за ликвидност и за поддршка на работењето на тие компании. Зошто? Затоа што на 26 декември во 2019 година, ќе го слушнете тога се уште премиерот Зоран Заев, кој што вели, цитирам, економијата блеска, а резултатите се за поклонување. Напати, потоа ќе слушнете министерката за финансии, Нина Ангелевска, како повторува дека буџетот е ликвиден и дека граѓаните и собствениците на бизниси нема зошто да бидат загрижени. Неколку пати исто така ќе ја слушнете во техничката влада вице-премиерот за економски прашања, како вели дека македонската економија блеска и дека собствениците на бизниси нема потреба зошто да се грижат. Впрочем, заклучно со 10 март, вие ќе слушнете дека буџетот блеска, дека економијата не е ликвидна и дека никој нема потреба зошто да биде загрижен. Кога вие, како собственик на бизнис, ги слушате сите овие лица, како ве убедува дека економијата блеска, тогаш единствено нешто што најверојатно ќе направите, а сте оствариле позитивен резултат во текот на 2019 година и ќе распределите дивидендата, односно акумулираната добивка, или во најмала рака ќе ги наградите вработените во вашата компанија со определен бонус или со друг надоместок. За да 2 недели после 10 март го слушнете премиерот како ви вели дека ни следува катаклизма на економски план и дека собствениците на бизниси кои што претходно го слушаа дека економијата блеска, ја распределија дивидендата, поделија бонуси на вработените, сега всушност погрешиле и тие нема да можат да бидат корисници на оваа поддршка која што е смислиле СДСМ и Зоран Заев, а и бледа копија на она која што ВМРО-ДПМН го предлагаше. Понатаму, во пресод на СДСМ и Зоран Заев нема да слушнете дека сите оние компании кои што веќе се корисници на мерките преку Агенцијата за вработување нема да можат да ги користат овие 14.500 денари. Исто така, во пресод на Зоран Заев и на Оливер Спасовски нема да слушнете дека оние компании кои што ќе остварат позитивна година финансиска, ќе треба истите средства да ги вратат започнувајќи од април 2021 во следните 3 месеци, април, мај и јуни. Понатаму, во пресод на Зоран Заев и во пресод на Оливер Спасовски нема да слушнете дека оваа поддршка од 14.500 денари ве обврзува. Истото тоа да го направите и во месеците март, да исплатите плата, да исплатите за месеците јуни, јули, август и септември. За сите вработени кои што поради мерките на владата и онака не можат ефективно да работат и да ги посетуваат своите работни места. Како тоа би изгледало со бројки? Ако предпоставиме дека еден вработен во вашата компанија која што е погодена од пандемијата има нето плата од 21.000 денари или околу 30.000 денари бруто плата, тоа значи дека вие за месеците од март, заклучно со септември, треба да исплатите 7 плати во вкупна вредност од 210.000 денари. Затоа, државата ќе ви даде субвенција од 29.000 денари под услов да не сте распределиле добивката и дивидендата, под услов да не сте дале на вработените на доместоци и бонуси, под услов да не сте корисници на сите оние програми преку Агенцијата за вработување. Или, вие всушност треба да инвестирате 3.500 евра, а државата на сметка на тоа ве врзува да ви даде 500 евра, кои што следната фискална година, 2021, ќе треба да ги вратите во месеците април, мај и јуни. Ова не се мерки за поддршка на стопанството. Ова се мерки кои што треба да создадат привид дека некој работел и дека некој смислил мерки за поддршка на стопанството.
ќе ги повтора мерките кои што ВМРО ДПМН ги понуди и мерките кои што сосема на крајот од денот ќе завршат како мерки кои што ќе бидат спас на македонската економија. Имено, ВМРО ДПМН во деновите кои што следи, бидејќи пресконференциите се недоволни за владата, до владата ќе достави уредби со сила на закон за мерките кои што ги предлага. Да се отвори дебата на самата владена седница, за да може представникот кој што ќе биде таму и кој што е дел од техничката влада да ги брани тие мерки. Првата мерка која што ќе ја доставиме е да бидат покриени до 50% од трошоците по основ на бруто плата. И за сето тоа ќе доставиме методологија. И тоа не само за месеците мај и април, кои што ќе бидат исплатени во мај и во јуни, туку тоа ќе важи за месеците март, април, мај и јуни. А потоа, соодветно на ситуацијата, ќе предлагаме нови мерки. Втората мерка, која што ја повторуваме по трет пат, е веднаш да се интервенира во вториот задолжителен приватен пензионски фонд. И средствата кои што во висина од 10 милиарди денари, кои што биле предвидени за оваа година, а веќе во првите 2 месеца, јануари и февруари, 1,5 милиарда се уплатени во приватните пензионски, задолжителниот приватен пензионски столб, да бидат веднаш со уредба со сила на закон пренасочени во единствениот државен задолжителен пензионски столб. На тој начин ќе се обезбедат дополнителни 8,5 до 10 милиарди денари. Веднаш да се организира состанок кој што ќе го водат премиерот на владата, вице-премиерот заложен за економски прашања, Министерката за финансии, представници на највисоко ниво на македонските банки, финансиски институции, гувернерот, на кој што ќе се разговара за мек трансфер на средства од благајнички записи во државни харти од вредност. Да може Народната банка најпрвин да ја намали каматната стапка од 1,75 на 1,5 или 1,25, да станат помалку тие атрактивни, на сметка на тоа да бидат запишувани државни харти од вредност преку Министерството за финансии, кои што можат, доколку постои доверба кај банкарските и финансиски институции, да бидат насочени за поддршка на бизнисот, за поддршка на буџетот и конечно за поддршка за граѓаните во процесот на справување со пандемијата на коронавирусот. Веднаш состанок на кој што овие стерилизирани средства, ова ликвидност од банките, полека на мек начин ќе биде пренасочувана од Народната банка кон државата, односно кон Министерството за финансии. Понатаму, робусна, агресивна акција за испорачување на капиталните инвестиции. Мора капиталните инвестиции да се реализираат, за да може да имаме паричен тек. Мора капиталните инвестиции робусно, масовно да бидат реализирани и испорачани, со тоа да бидат повлечени сите кредитни линии кои што се поврзани со инфраструктурните капитални инвестиции. Замрзување на ануитетите во банките на граѓаните и на правните лица. Не вака, не со определена корекција и не со репрограм, туку веднаш замрзнување на ануитетите за отплата на главнината и каматите на граѓаните и правните лица во банките во период од 3 до 6 месеци. Веднаш со уредба со сила на закон. Намалување на трошоците во буџетот. Ги поздравуваме сите оние намалување на трошоците во буџетот, како што се намалување на платата на избраните именуваните функционери, на минималец од 14.500 денари за месеците април-мај. Го поздравуваме укинувањето на додатокот на членовите на совети, на членовите на надзорни одбори, на членовите на управни одбори, се додека кризата не заврши. Но истовремено апелираме до намалување и целосна пренамена на средствата кои што се користат за партиски вработување од времен карактер, за репрезентации, трошоци со договорни услуги, веднаш рационализација на буџетските трошења. На тој начин ќе обезбедите неколку милиарди денари кои што потоа можете да ги користите за поддршка на буџетот и за поддршка на стопанството. Се тоа кое што ВМРО ДПМН на изминатиот период го предлагаше, нека биде ваш предлог. Заборавете дека ВМРО ДПМН го предложило и дека Христијан Мицкоски го предложил. Јас сум свесен дека поради вашата надменост тешко ќе си признаете дека ова е вистинскиот пат, но барем еднаш во вашиот живот ставете го над партискиот интерес, државниот интерес и интересот на граѓаните. Прифатете ги овие мерки.
прифатете за добрата и стабилна иднина на нашата држава и на нашите граѓани. Ви благодарам. Председателе, пристигна 4 прашања од 2 редакции. Би почнал следствено како што пристига. Првото прашање од веб-порталот редакцијата вечер.мк. Дали со тоа што домашните банки не купуваат хартија од вредност од владата, значи дека не и веруваат на самата влада и економските мерки кои што ги носи? Ваш коментар околу ова? Еве ке споделам една информација која што добива во текот на денешниот ден, дека денеска практично имало аукција на државни хартии од вредност. Едните биле со рочност 12 месеци, другите 15 години, едните биле 1 милиарда денари, другите биле 100 милиони денари. За жал, не постоел интерес кај банките, онолкав колку што бил даден како понуда од страна на Министерството за финансии, односно за овие од 1 милиарда денари недостасувале некаде од прилика околу 150 милиони, 850 милиони се понудени, што значи 2,5 милиона евра помалку интерес од она што било понудено, а за овие други од 15 години, кои што биле во вкупна маса од 100 милиони денари понудени, од страна на пазарот стигнала понуда за 43 милиони, некаде 57 милиони денари помалку. Или вкупно, од 1 милиарда и 100 колку што биле понудени, недостасуваат некаде околу 207 милиони денари, односно побарувачката била за 207 милиони денари помала од понудата. Не сакам да верувам дека банките не веруваат во институциите и токму од тие причини во денешниот прес побарав веднаш организирање на состанок на највисоко ниво, манифестирање лидерство, манифестирање сигурност, една синергија помеѓу оние кои што треба да ја пласираат ликвидноста и оние кои што треба да понудат механизам за да ја абсорбираат таа ликвидност, а тоа се разбира државата. За жал, денеска, ако вие ме прашате дали оваа денешнава аукција била успешна, можам да дадам одговор дека не била успешна. Зошто не била успешна? Може би треба да дадат одговор банките и не би сакал да верувам дека банките немаат доверба во институциите на државата. Второто прашање од истата редакција на веб-порталот Вечер.мк, според условите што ги нуди владата за приватните фирми да користат 14.500 денари од владата, дури помалку од 1/3 од приватните фирми ќе ги исполнат условите за помош. Ваш коментар? Ја мислам дека многу помалку ќе биде тоа. Многу помалку ќе биде технички компаниите кои што ќе ги исполнат овие услови за да бидат корисници. Прво, во пресот кажав, вие имате сразмерно користење на оваа субвенција кое што е поврзано со бројот на ефективни работни часови за месеците април и месецот мај. И сега, ако вие во април не можете да одите на работа и ефективно да работите поради воредната состојба, и доколку таа воредна состојба барем за уште еден месец се продолжи, да речеме до втората половина на мај, како компанијата ќе ги користи, бидејќи вработениот ќе има 0 ефективни работни часа. 0 помножено со 14.500 е 0. Така што лицемерна е мерката. И тоа нема да го слушнете во пресот на Зоран Заев и во пресот на Оливер Спасовски. Но можете, еве вака да го слушнете овдека. И тоа е она лицемерие кое што денеска го слушаме, а пред една недела го слушавме од Зоран Заев. Не со мерки. Ова треба да изгледаат мерки и предпоставувам кај неколку провладени медиуми ќе бидат тие портретирани како мерки. Ова во суштина е ништо. Ова е во суштина ништо, затоа што никој кој што е погоден од страна на оваа воредна состојба и за жал пандемијата која што гледате од ден на ден зема поголем замав и повеќе жртви и повеќе заболени, инфицирани од страна на пандемијата, се практично погодени од истото. Добро, има уште 2 прашања од новинарот Саше Ивановски, Политико. Бидејќи се долги и се очигледни констатации, ќе ги сублимирам накратко во една реченица во интерес на времето. Првото прашање, дали сите влади се виновни што не менаџирале домаќински, бидејќи секаде низ светот има проблем со буџетите, пад на бруто домашниот производ и секаде се отпуштаат луѓе од работа? Па еве, јас во самиот прес дадов одговор непосредно на ова прашање. Ако вие го слушате
премиерот во собранието на 26 декември како ве убедува дека блескаме и дека е за поклон нашата економија. Ако потоа ја слушаме вице-премиерката за економски прашања како вели дека немаме никаков проблем со полнењето на буџетот, дека тој е ликвиден, солвентен, блескаме и така натаму. Ако до 10 март практично ја слушате министерката за финансии како ве убедува дека исто така блескаме, дека сето тоа е на највисоко ниво и дека граѓаните и бизнисот не треба да се грижат, а потоа се случува така наречено салто мортале и за 180 степенија завртиме политиката за само 10 дена и велиме дека ни следува економска апокалипса, тогаш кој е виновен? Сигурно не се виновни граѓаните, не е виновна опозицијата, бидејќи таа цело време предупредуваше дека не блескаме, туку напротив, газиме на трула штица, дека бизнисите се виновни. Не се, луѓето слушаат тоа што најповиканите кажуваат и така действуваат, така ја градат својата бизнис политика. Јас не гледам друг, освен тие кои што се најповикани, затоа што лажно ја менаџирале државата. И втора работа, која што ја споменав пред некоја пресконференција, вие имате агрегиран буџетски дефицит во првите 2 месеца од 4 милиарди и 300 милиони денари. Буџетски дефицит наменски за подкуп на целни групи за време на предвремените парламентарни избори кои што се одложија. Тоа се, ако направите паралела во едно интервју, господинот Заев ќе спомене дека сократењето на платите во администрацијата, практично ние ќе заштедиме 1 милиарда во буџетот, вие само во првите 2 месеца тој потрошил 4 такви кратења на плати. Зошто? Затоа што имал една цел, а тоа е што е можно поголем подкуп да направи на целни групи за да се спаси од одговорност. Не од друго. Не биле тоа патриотски причини, не биле тоа добронамерни причини. Како што речем во една прилика, по методот all in и trust, потрошил 4 милиарди денари. И таа мала ликвидност која што сме имале, сме ја потрошиле. Но добро е, на денешната пресконференција се уште не слушнавме дека ќе имаме урамниловка во администрацијата. Според наши информации има тешка борба во рамките на самата влада. СДСМ притиска и понатаму на мерката од 14.500 урамниловка, но очигледно дека коалиционите партнери во владата се борат и добро е што послушале едно од барањата како што треба на ВМРО ДПМН, дека таа урамниловка само е негативна за целокупните економски текови во државата и добро е што барем едно од барањата на ВМРО ДПМН времено го усвоиле. Ќе видиме до кога ќе трае оваа нивна купи ден продај политика. Инаку дадовме примери како вистински влади постапуваат во државите околу нас во соседството, така што јас на вистина не би можел да се сложам дека сите влади погрешно постапуваат. Напротив, мислам дека ние не ни постапуваме, туку целото ова е еден моментум кога треба да се портретира дека постапуваме. Ние не постапуваме. Тоа е најголемиот проблем. А да не зборувам за денот после јуни, што понатаму. Ние немаме стратегија за денот после јуни, што понатаму. Тоа е суштината. И за тоа сме загрижени. И за тоа пред некој ден подадовме рака, не ја вратија раката, не ја прифатија раката, не испратија со по 10 колумни секојдневно, кои што имаат цел и задача нормално мене да ме напаѓаат, но во ред, тука сум јас, само повеќе ме мотивирате. Дали ќе се понесе одговорност и извинување во однос на одмагањето и кочењето на процесите дома околу реформите кои се биле неопходни за НАТО и интеграцијите? Па мислам дека единствени кои што треба да дадат извинување, а тоа извинување ќе дојде кога тогаш пред македонскиот народ и пред граѓаните на Македонија се токму СДСМ и Зоран Заев, кои што изминатиот период направија такви стратешки погрешки во тие преговори, што последиците со години од денеска ќе ги плаќаме. Така што единствен кој што треба да понесе одговорност е токму тој и неговата политичка партија, но тоа ќе дојде брзо денеска и тоа ќе се случи, но сега да останеме фокусирани како да се справиме со оваа пандемија, која што гледаме дека се помасовна е во нашата држава, секој ден имаме за жал по некој човечки живот кој што згаснува, и она која што исто така е пресериозна, тоа е економската катаклизма која што ни предстои. На редакциите кои што ги испрати. Благодарам.